Наместо зголемување, кратење. Власта најде рецепт за справување со последиците од кризата. Ке се намалуваат платите во администрацијата за 10%. Одлуката падна на владина седница, а планот доправа ќе се спроведува. Власта очекува преку оваа мерка да заштедат околу 3 милиарди денари од парите предвидени по овој основ за 2023 година. Се предвидува консолидација на расходите за плати и надоместоци преку намалување за 10% во однос на планираните средства за 2023 година. Очекуван е фискален ефект заштеда околу 3 милиарди денари во однос на фискалните проекции во среднорочната рамка на расходи. Синдикатите се бесни што државата планира да крати онаму каде што е најтенко. Реагираат дека на работниците им се потребни повисоки, а не намалени плати. Јавно порачуваме, значи да не помисли некој во ваква економска криза да намалува плати, ние очекуваме зголемување на платите. Таа методологија што ја најавува владата или она веќе усогласување што требаше да се направи не е направено, сега размислуваат за намалување. Ние се остануваме на ставот во оваа економска криза мора да има покачување на плати, бидејќи ова веќе неиздржливо што се случува. Премиерот Ковачевски пак се правда. Вели во јавните предпријатија и државните акционерски друштва ќе се кратело, но само од оние плати кои биле далеку над просечната. Постојат предпријатија, постојат институции во кои што се креираат загуби, во кои што загуби треба да се покријат од буџетот и затоа сметавме дека и менеджмент тимовите на тие јавни предпријатија, на тие институции треба да бидат на високо одговорно ниво и треба да ги намалат трошоците на своето работење и да ги зголемат приходите на компаниите кои што ги водат. Еден од начините за намалување на трошоците, таму каде што има плати кои што се далеку над просекот, сметам дека во услови на оваква криза треба да се намалат. Во владата не планираат да застанат само со кратење на платите кои се натовар на буџетот. Планот за штедење ги опфаќа и субвенциите, како и социјалните надоместоци кои ќе треба да се намалат за 20%, со што државата планира да заштеди дополнителни 3 милиарди денари.